смирено прикриваја Божјата милост. Господ, сине мој, кога милоста ќе те инспирира со побожност, подобро и посигурно е за тебе таа милост да ја сокриваш, со неа да не се гордееш, за неа малку да зборуваш и да не ја преувеличуваш, туку себе си да се презираш и да се плашиш поради таа милост, како да си бил недостоен за неа. Не треба премногу да се предаваш на чувството кое лесно може да се промени во спротивно. Кога милоста ти е подарена, мисли на тоа колку си сиромашен и беден без неа. Во духовниот живот напредуваш не само кога ја имаш милоста на утехата, туку и кога покорно, предано и трпеливо ја поднесуваш отсутноста на милоста. Така што ни тогаш да не попушти твојата ревност во молитвите и во вршењето на вообичаените обреди. Напротив, се прави најдобро што можеш, според својата сила, и немој да се занемариш себе си поради суровоста и тегобата што ја чувствуваш во душата. Зашто ги има многумина кои во времето на искушението веднаш го губат трпението и паѓаат во очајание. Меѓутоа, судбината на човекот не е секогаш во неговата власт. Божјо е да теши и да дава кога сака, колку сака, на кого сака, како што сака и не повеќе. Многумина невнимателно се упропастиле со самиот дар на побожноста, бидејќи сакале да прават повеќе отколку што можеле, без да ја измерат својата слабост. Се повеле повеќе по непромисленоста на своето срце, отколку по расудувањето на својот ум. И затоа што во својата гордост сакале да се издигнат повеќе отколку тоа што Бог го одредил, брзо ја изгубиле милоста. Осиромашиле и станале напуштени бедници, оние што за себе свиле гнездо на небото, запонижени во бедата да научат да не летаат со своите крилја, туку да се засолнат под мојата закрила. Неуките и неискусните на Божиите патишта можат лесно да залутаат и да се скршат на подводните карпи, ако не се управуваат по советите на поискусните. И ако помило се држат до своите мисли, отколку што им веруваат на туѓото искуство, ќе поминат лошо, ако останат упорни во тие своји намери. Ретко се случува луѓето кои себе си се сметаат за мудри да им дозволат на другите да ги водат. Подобро е да се биде покорен со помалку разум и помалку знаење, отколку да се има голема ученост со суетна самодопадливост. Подобро е да имаш малку, отколку многу од она со што можеш да се вознесеш. Нема мудрост оној што сиот се предава на радоста, заборавајќи го своето минато сиромаштво и не се плаши дека може да ја изгуби примената милост. Но нема добродетел ни оној што во време на неволјата и искушението се предава на очај и чии мисли и чувства не се достојни на верата која им ја должи. Оној што во времето на мирот е премногу безгрижен, честопати во време на борбата е премногу малодушен и плашлив.
кога би можел секогаш да останеш смирен, без да се преценуваш себе си. Кога би знаел со својот дух добро да управуваш и да се движиш, не би паднал толку брзо во опасност и во грев. Мудро е во време на побожноста да помислуваш што ќе бидеш кога светлината ќе те напушти. А штом таа на вистина ќе те остави, помислувај дека може да се врати. Јас сум ти ја одзел само за кратко време. Тебе за внимателност, а мене за слава. Честопати таквото искушение за тебе е покорисно отколку кога се би одело постојано по твојата волја. Зашто заслугите не се мерат според множеството на утехите, ниту според тоа кој колку е учен во Светото писмо, ниту колку е висока неговата позиција, туку според тоа кој колку е утврден во вистинската побожност и исполнет со божествена љубов. Дали во се и секогаш ја бара само Божјата слава? Дали е убеден во својата ништожност? Дали искрено се презира себе си и дали се радува повеќе на презирот и понижувањето, отколку на пофалбите од луѓето?